Моменталната ситуација од април 2025 година со продажбата на мнозинскиот пакет на акции е дека 70% собственик е физичко лице Јана Поповска-Мицковска на акциите на АД ФК Победа Прилеп. На првото акционерско собрание, кое што не беше одржано по јавен повик, објавен во Дневен вестник, беше донесен нов управен одбор, нов извршен директор и ново раководство на клубот. Тоа не го спроведе Централен регистар на Република Македонија заради неисполнување на законските услови за одржување на акционерско собрание. На третото акционерско собрание, кое што беше по правилен пат проведено, собствениците не донесоа одлука по точките на дневен ред на акционерското собрание. Прва точка на дневен ред беше раководна структура на клубот. Не се донесе ниедна одлука, се смогнаа сили заедно со општина, со градоначалникот, поранешниот Борче Јовчевски, да се почне сезонава, дури да се изнајди крајно решение, тоест начин како би продолжило да функционира друштвото. Финансиската помош не стигна, долговите се толожеа само, сметката е блокирана од месец јуни 2025 и стасавме до оваа ситуација кај што сега раководна структура, тоест одговорно лице сум јас, именуван од претходна управа, со мандат до август месец, а во ситуацијава едноставно немаме елементарни услови за надпреварување, за ангажирање на нови играчи, ангажирање на стручен штаб и на службени лица за продолжување на сезонава. Наједноставно принудени сме, значи не е ова одлука некоја што ја носам ја или некој круг на луѓе или било како, туку едноставно ситуацијата налага да сме принудени дека не сме во можност да се надпреваруваме. Пред се не можеме да платиме превоз за гостување, за младински екипи, не можеме буквално елементарни услови за одигрување на еден надпревар од втора фудбалска лига. Таква е ситуацијата сега во моментов. Бев викнат 2 пати на состанок кај градоначалникот, имам комуникација со Стопанска комора, акционерите се децидни, конкретно за Јана, за мнозинскиот акционер, се децидни дека не сакаат да продолжат да го водат клубов. Има соопштение кое што е пратено до општина Прилеп, до Стопанската комора, ќе го споделам со сите вас, че имате можност да го видите, да прочитате и да го цитирате. Едноставно само да останеме сите чисти пред себе си, зошто и како не може Победа да се надпреварува понатаму. Играчите сакаат да играат. Сабота или в недела, кога почнува првенството, односно сезоната пролетна, има ли барем најмали шанси Победа да се појави на терен и кои се тие услови што треба да се запазат за да може да се надпреварува? Теоретски шанси постојат, ние немаме допис пратено до Федерација дека се откажуваме од надпреварувањето. Ова е став, односно неможност да продолжиме да се надпреваруваме. Теоретски шанси секогаш постојат. Можеме да излеземе со младинци, можеме да излеземе со комбиниран состав и покрај сите пенали и казни што би ги сноселе од Федерација, може да излеземе, а може и да не излеземе, и тоа не значи дека административно нас не враќаат во 4-та лига, односно треба на 3 проседнователни надпревари да не се појавиме, така да би биле казнети со бодови или со некоја казна од Федерација, а не е се загубено и да не се појавиме за оваа полусезона. Според тебе што треба да се преземе во моментов минимално, елементарно, за да може клубот да продолжи да се надпреварува? И од кого би барале помош за таква? Искрено екипираност, ја најмногу адресирам општината, затоа што сметам дека овој клуб на градот, клуб со историја, со традиција, сепак најодговорна институција која што може да застане за нешто е општина Прилеп. Во овој момент. Јас сакам да финансирам клубот сега, или сакам да дадам милион денари. Дали можам со оглед на тоа што сметката е блокирана? Може секој, да. И покрај блокирана сметка, уплатата на средства не е запрена, се тоа го знаеме сите. Сметката е блокирана од УЈП под присилна наплата за долгови и од еден или 20 извршители во моментов не проверив денеска дали вториот е активна блокадата, но приливот на средства не е блокиран. Во секој случај може. Со тоа што реално да, во моментов имаме на милион денари, имаме блокада од УЈП, ќе бидат повлечени. Да, точно. Точно, да. А оставата кој би е сосела е за тоа што клубове
доаѓаат на ваква ситуација? Штарговски вака одговорноста веројатно би требало да се влечи назад со годините, затоа што со блокадава од УЈП е мои информации, тоест од сигурни извори во разговор со инспекторите на УЈП, некаде од 2018 се таложат долговиве, во изминатиот период каматата го надминува главниот долг, затоа не ни враќаат назад што повеќе има. Најголемиот долг се данок на персонален данок, данок на доход и данок на добивка. И колку се купи долгови? Околу 7 милиони денари кон УЈП.